УЕФА покрена истрага за кршење на правилата за финансискиот фер плей, а меѓу 76 клубови кои се наоѓаат се европските гиганти Парис Сен-Жермен и Манчестер Сити. Истрагата ќе трае до 5 мај, кога УЕФА ќе ги соопшти казните на клубовите за кои што ќе утврди дека го прекршуваат споменатото правило во работењето. Според правилникот на УЕФА, казната за прекршување на финансиското фер плей работење може да бидат и исфрлување од Лигата на шампионите. Кога е во прашање Парис Сен-Жермен, според неспонзорскиот договор на оваа екипа со туристичката организација Катар, која годишно внесува 200 милиони евра во клубот. Преку овој договор Парис Сен-Жермен го елиминира долгот од 130 милиони евра, а се претпоставува дека ова е само фиктивен договор на катарските сопственици. Манчестер Сити е под истрага, бидејќи во последните 2 сезони има загуба од 180 милиони евра, а според правилникот на УЕФА максималната дозволена загуба е 45 милиони евра. ФИФА објави дека во пресрет на последната фаза од продажбата на билетите за надпреварите од светското првенство во фудбал во Бразил се распродадени 10 од вкупно 64 надпревари. Од ФИФА соопштија дека сите надпревари на кои ќе игра бразилската репрезентација се распродадени, а во истата група А исто така се распродадени надпреварите на Мексико. Единствениот надпревар од оваа група кој не е распродаден е надпреварот помеѓу Хрватска и Камерун. Покрај овие 5 распродадени надпревари од групата А, распродадени се сите билети за надпреварите помеѓу Англија, Италија, Аргентина, Босна и Херцеговина, Шпанија, Чиле, Австралија, Шпанија и финалето на светското првенство. Во првите 4 часа од последната фаза биле продадени 126.836 билети. Најмногу билети купуваат бразилците, дури 63,4%, а останалите 9 нации каде што најмногу се продаваат билети за Мундијалот се Соединените американски држави, Колумбија, Аргентина, Германија, Мексико, Франција, Англија, Чиле и Австралија. Милан е силно заинтересиран за голманот на Лестер Каспер Шмајхел, син на легендарниот голман на Манчестер Юнајтед Питер Шмајхел. 27-годишниот данец има одлични настапи оваа сезона во дресот на Лестер, на кого му помогна да се пласира во Премиер лигата следната сезона. Договорот на Шмајхел истекува следното лето и кон него се очекува да има сериозен интерес и тоа од тимови во Англија. Милан внимателно ја следи ситуацијата со голманот и размислува дали да му даде официјална понуда. Росонерите размислуваат варијанти за нов голман од летото, бидејќи договорот на првиот голман Кристијан Абијати истекува и во моментов во клубот не одлучиле дали ќе го продолжат. Наградниот фонд на вториот тениски Гренслем сезонава Ролан Гарос е зголемен за 3 милиони евра и годинава ќе изнесува 25 милиони евра. Освојувачите на Ролан Гарос во сингл во машка и женска конкуренција ќе инкасираат по 1,65 милиони евра. Надпреварувањето во Париз ќе трае од 25 мај до 8 јуни. Расот на наградниот фонд е дел од 4-годишниот план за периодот 2013-2016 година, истакнал директорот на турнирот Жилберт Исерн. Минатата година фондот на наградата на Вимблдон изнесуваше 22,56 милиони евра, а на отвореното првенство на Америка US Open 33,6 милиони евра. Оваа година наградниот фонд на првиот Гренслем турнир во сезоната Австралија Open беше 33 милиони долари. Титулите од минатата година ќе ги бранат Рафа Надал и Серена Вилијамс.